Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, што ова видео ќе збориме за мултиензимски системи или пак по соодветно би било мултиензимски комплекси. За ова говоревме во претходното видео, но сега ќе спомнеме нешто повеќе. Како што ни кажува самото име мултиензимски комплекси, тие представуваат комплекси од повеќе ензими. Така, значи имаме еден ензим кој е заедно со друг ензим, со трет ензим и ќе ставиме уште еден четврти ензим. Океј, значи повеќе ензими градат комплекси од ензими и ги нарекуваме мултиензимски комплекси или пак системи. Сега, зошто ензимиве би се групирале во вакви големи мултимолекуларни структури? Бидејќи најголем дел од ензимски катализираните реакции во организмот не се независни, односно зависат од некои други ензими или се вклучуваат во некои други ензимски реакции. Што мислам со тоа? Да речеме дека имаме соединение X кое е катализирано од страна на некој си ензим 1 до соединение Y, каде што оваа реакција ќе биде независна од други ензимски катализирани реакции. Најчесто продуктот кој дека се доби Y ќе влезе во некоја друга ензимски катализирана реакција посредувана од некој си ензим 2 и ќе се добие соединение Z. Па Z ќе влезе во некоја трета ензимски катализирана реакција посредувана од ензим 3 и ќе се добие соединение W и така натаму и така натаму. И вака всушност имаме низа хемиски реакции кои се комбинираат едни со други да образуваат нешто што се нарекува метаболички пат. Океј, значи во организмот имаме многу различни метаболички патишта кои имаат една или повеќе цели до кои треба да стигне. Значи X, например, треба да стигне до соединение, не знам, P. Вред. Сега, не може еден ензим X да го конвертира во P. И затоа се потребни повеќе ензими, така што X да стигне до P. Некогаш можеме да имаме повеќе цели на тој метаболички пат. Некогаш можеби сакаме да стигнеме и до P, но сакаме и да стигнеме и до, не знам, U или пак V. Вред. Значи може тој метаболички пат да има и повеќе цели, но како и да е, за тоа да се оствари, тргнувајќи од X, потребни ни се повеќе ензими. И со цел тоа ефикасно да се оствари, овие ензими погодно би било да бидат близо едни до други, со цел да продуктот од секоја реакција не мора да патува долго време за да стигне до наредниот ензим. Така, нели, овдека имавме X до Y, да речеме дека тоа трае 1 секунда, и сега ќе треба Y да се најде со ензимот 2, за може да се случи оваа реакција. Но ако ензимиве се многу близо едни до други, Y одма у наводници, ќе стигне до ензимот 2, така што повторно ќе може да се одвие сега оваа реакција, кој да речеме дека и таа трае 1 секунда, па се добија Z. Па сега Z треба да го најде ензимот 3. Ако се близу, одма ќе го најде ензимот 3 и така натаму и така натаму. Сваќате што е поентата. Ензимите да бидат близу со цел да може побрзо да се одвива дадениот метаболички пат и да може да биде полесно регулиран. И голем дел од овие метаболички патишта на одредени точки се разгрануваат, на одредени точки се конвергираат кон дадена цел. Океј, значи метаболичкиот пат, сега ако го бележам само со линии, без да ги бележам соединенијата, така може да иде вако оваа насока, па да имаме разгранување на одредено место, така по овдека да се разгранува, па овие пак некаде овдека да се конвергираат назад и да си тера метаболичкиот пат, па овдека повторно да имаме некој разгранување и така натаму. Океј, значи можеме да имаме разгранувања, можеме да имаме конверзии во различни метаболички патишта, и ефикасност на сите овие е овозможена со помош на овие мултиензимски комплекси. Инаку ова разгранување сега што го спомнав не е за џабе, бидејќи ќе се навратиме на тоа кога ќе спомнеме нешто за регулација на овие мултиензимски системи, односно комплекси. Овдека горе имам една шема, така, која на некој си начин пробува да сумира некои од метаболичките патишта, значи овдека не се сите представени, ова треба да е многу поширока, ова е само делче од метаболичките патишта. И гледате, нормално дека не можете ништо стрикно да прочитате, многу се мали и матно е, но колку се е испреплетено. Вред,
Значи колку се испреплетено сите овие патишта и за цел се ова да функционира, мора да имаме одделување на одредени ензими во одредени компартмани од клетката. Океј, и сите тие да се кои учествуваат во еден метаболички пат да се релативно заедно, односно ги градат тие комплекси. Одека имаме на некој начин истото, само што упростено, полесно е нели за разбирање. Например, тука имаме гликолиза, така со зеленово, имаме разградување на глукозата, стигаме до пируват и потоа нели тоа ќе влезе, него пируватот од овде ќе влезе во Крепсов циклус. Од Крепсовиот циклус на различни места може да излезат различни интермедиери, да влезат во други циклуси. Имаме тука метаболички пат за синтеза на масни киселини, разградување на масни киселини, имаме оксидопентозен, разградување гликоген, метаболизам на аминокиселини и така натаму. И од прилика, секоја боја овдека што ја гледате е различен метаболички пат, нормално тие се сретнуваат на одредени места и различни метаболички патишта се регулирани од различни мултиензимски комплекси. Вред, значи имаме еден мултиензимски комплекс за ова, еден мултиензимски комплекс за ова, за ова, за ова, за ова и така натаму. Океј, за други кои не се представени тука. Сега, овие мултиензимски комплекси може да бидат организирани главно на три начина. Значи можеме да ги сретнеме како ензими кои се растворени во цитоплазмата и не се физички асоцирани, али се наоѓаат во некоја непосредна близина. Океј. И овие не знам и дали воопшто би ги нарекол како мултиензимски системи, мислам учествуваат заедно во градење на еден метаболички пат, али не се толку ефикасни како другиве. Сепак се доволно ефикасни, дека не функционира, бидејќи и дифузијата е прилично успешна. Овие се наоѓаат во цитоплазмата, например ваков метаболички пат е гликолиза и имаш од тука нели влегува X, така ќе се добие Y, па сега Y треба да го најде овој, па ќе се добие нели Z, па Z ќе отиде во другиот, се добие W и така натаму и ќе стигнеме до некој продукт P. Значи ваков е мултиензимскиот систем, односно комплекс на метаболичкиот пат на гликолиза. Во ред, имаме некои кои се растворени, но се физички поврзани едни до други. Така што времето на патување на водници на продуктот од една ензимски катализирана реакција до друга е многу пократко, бидејќи се тука одма едни до други. Дури и најразлични соединенија кои се нели интермедиери пред да се стигне до целта, не ни излегуваат од овој комплекс. Значи влегува X, излегува P. Океј, значи се што се случуваше измеѓу, например овдека лево, се случува внатре во овој комплекс. Така, значи ќе се добие Y, ќе се добие Z, ќе се добие W и така натаму и ќе се достигне до P. Имаме најсофистициран тип на мултиензимски комплекси, се тие кои се вметнати во мембраните. Вакви се, например, тие мултиензимскиот комплекс кој е одговорен за оксидативна фосфорилација, нели на внатрешната мембрана на митохондриите. Овдека, например, имаме слика. Нормално ова е повторно шематски и ова сега не мора да го учите, ова по биохемија, но колку да сватите на кое ниво на комплексност се постигна. И дури не е се ни разбрано овде, иако има вака стрелки, ко божемски се имаме разбрано, има некои работи кои се уште не ни се јасни. И овдека ензимите се прикажани нели со шематски, со топчиња, како бомбончиња, но тие имаат сложена тридимензионална структура која се испреплетува низ мембраната. Вред, но се ова функционира. И овие кои се од третиот тип на комплексност, овие мултиензимски комплекси, се најсофистицирани и најефикасни при нивното функционирање. Имаме овдека исто, например, како се организирани фотосистемите кај мембраната на хлоропластите и ово учествува во процесот на фотосинтеза и има уште многу други примери. Но, гледаме дека овие мултиензимски системи, кои се толку клучни за постојањето на живот, кои учествуваат во овие, кои играат овие метаболички патишта, очигледно е дека треба да бидат добро регулирани, нели за ова говоревме во претходното видео. Мултиензимскиве системи, односно комплекси,
се регулирани од страна на еден или неколку ензими во тој комплекс, во тој систем. Најчесто тоа се ензими кои се наоѓаат или на почетокот, или пак се наоѓаат на некои точки каде што имаме многу клучни чекори, многу често на места каде што имаме разгранување, или кога имаме некои неповратни реакции. Например, да речеме, тука има некоја неповратна реакција, бидејќи голем дел од овие ензимски реакции може да бидат повратни. Така, например, ако идеме овде, гледаме така повратен чекор, но овој овдека е неповратен. Океј, што ќе биде клучно место, бидејќи нема назад. Имаме тука и овие се повратни реакции. Овдека имаме разгранување. Гледате? Че имаме разгранување. Имаме, да, тоа е главното. Значи имаме чекори кои се неповратни, така имаме разгранување и имаме првични ензими. Обично тие се трите места, нормално кај различни метаболички патишта е различно, но обично на тие места имаме нешто што се нарекуваат регулаторни ензими. Односно ензимите кои треба да ги регулираме со цел да го регулираме целиот метаболички пат. Значи тие се главно локациите на ензимите кои ќе сакаме да ги регулираме. Сега тие може да бидат регулирани на различни начини и затоа можеме да ги поделиме на различни видови на регулаторни ензими. Тие кои се алостерични, кои ќе подлежат на алостерична регулација, ќе видиме нешто има тука што се нарекува и кооперативност и така натаму. Ќе разгледаме подетално во наредните видеа. Имаме ензими кои може да бидат ковалентно модулирани од страна на различни молекули, ќе има некои од страна на други протеини кои ќе бидат модулирани и така натаму. Исто друго нешто што не го спомнав е дека овие регулаторни ензими имаат многу ниско K-cut, односно turnover number. Океј, значи имаат ниско K-cut, што значи дека реакцијата која оние катализираат е многу споро се одвива. И спомнавме уште во првите видеа за идејата на брзино лимитирачки чекори. Ако го регулираш брзино лимитирачкиот чекор, ти го регулираш цел пат. Поради тоа, повторувам, овие се регулаторните ензими кои имаат ниско K-cut, значи се спори чекорите, се наоѓаат на места каде што имаме раскрсници, односно разгранување, кај неповратни чекори или пак се првите ензими во метаболичкиот пат. И нив ако ги регулираме, овие ензими го регулираме целиот метаболички пат. И затоа ги нарекуваме регулаторни ензими. И кратко повторување од претходното видео, ензимската регулација не мора да биде само на ниво на овие регулаторни ензими, односно не мора да биде само преку инхибитори, активатори, различни модулатори, не мора да биде преку фосфорилација или активација на зимогени ензими, него можеме да имаме и спора ензимска регулација која доаѓа во вид на ензимска експресија, односно колку се експресира даден протеин, односно ензим, и каде тој ќе се насочи, односно каде ќе се компартменизира. Вред, значи генска експресија и компартменизација се спора ензимска регулација, додека активација на зимогени ензими, фосфорилација, аденилација, инхибитори, активатори, регулирање на овие регулаторни ензими е брза регулација. Океј, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредно